Исплатата на стечајците по сите основи стигна до милиарда денари годишно, стои во извештајот на Агенцијата за вработување. Големиот пораст на досегашниот расход се должи на една година претходно донесениот закон за згрижување поради приватизација на фирми со доминантна државна собственост. По овој основ државата на сметките на овие стечајци дотури нови 386 милиони денари. И на тој начин се стигна до фамозната милиарда денари, но и задоволство кај стечајците од оваа група. Многу сме задоволни, бидејќи бараме наша иницијатива беше со координаторите со Лилијана да се договориме да ги прифанат и останатите членови што беа неземани. Мислам не членови, него општо за цела Македонија важи законот, не важи само за членството. Така да задоволни сме и очекуваме сега решењето у текот на првиот месец кога ќе биде тоа. Не навлегуваме, меѓутоа у целосно сме задоволни. Предходно со законот од 2017 година беа исплаќани 495 милиони денари, а со законот од 2007 година, кога улиците со народ ги полнеше најголемиот стечаен водач Стојан Стојанов, од Штип се исплаќаа 113 милиони денари. На овој начин со неколку законски решенија се стигна до бројката од 8113 невработени лица како корисници на правото на материјално обезбедување преку паричен надоместок до пензионирање. На почетокот на оваа година беше усвоена уште една законска измена и таа се однесува за периодот 1 јануари 1993 до 30 јуни 2019 година. Сите овие лица парите ги примаат на сметка директно од Агенцијата за вработување, која пак со 1,2% се храни од придонесите на вработените. Агенцијата располага со 3,86 милиарди денари, а лани непотрошени и останале цели 805 милиони денари.